Се враќаме назад во Студио 1 и како што знаете ова е специјалното издание во кое што гостува председателот на владата господинот Зоран Заев. Најавата ќе ја препуштам на мојата поискусна колешка господината Гордана Дувњак. Гостувањето на председателот на владата Зоран Заев очигледно предизвика голем интерес кај граѓаните кои ни се јавуваат цело ова време на телефоните, но поставуваат и прашања на социјалните мрежи. Јас имам навистина пријатно задоволство да го поздравам премиерот Заев и да му посакам добродеде во нашето студио, каде е гостин на нашиот главен и одговорен уредник Ацо Кабранов во емисијата Уреднички брифинг. Ацо, ако ми дозволиш, како што беше и договорено со колегите, првото прашање до премиерот Заев. Господине Заев, дали сте свесни за поделеноста на граѓаните и што ќе направите за да ги убедите дека ова што во моментот го направивте и го подпишавте договорот со Грција во Преспа е најдоброто решение за Македонија? Добро, јас прво да ги поздравам гледачите. Секако драго ми е што е вниманието големо. Времето во Македонија е да биде вниманието на граѓаните големо. Мене ми представува посебна чест што сум гостин во ова студио. Македонија е исправена пред сериозни одлуки и фала Богу после 27 години е исправена пред одлуки, пред кои што граѓаните ќе донесат каква иднина всушност сака. Дилемата е многу едноставна, заради тоа што 27 години буквално застанати во место, со пуста надеж дека утре, а задутре ќе биде, ќе се отворат процесите. Конечно ќе живееме на рамниште еднакво со европските граѓани, со модерните демократски земји и слично. Чекавме 27 години, толку е нашата независност. Јас сум убеден дека граѓаните ќе донесат одлука за македонската иднина и таа иднина ја гарантира иднината на сегашните, но не идните генерации. Затоа што ако стратешка цел на нашата земја е полноправно членство во Европската унија и НАТО, тогаш одлуката е многу едноставна, затоа што еднонасочна е улицата за Европската унија и НАТО. Можеме ние да бидеме против, веројатно Македонија ќе има и шанси и алтернативи вака, но вакви какви што ги имавме и овие 27 години. Паралелно со тоа, да не заборавиме дека градиме сериозно пријателство. Мала земја, со мал пазар, ако сака економски подобар живот, мора да гради пријателство. Со кавги не бива. Не бива и дома, не бива и во државата. Од тој аспект секнавме еден нов стратешки партнер, Грција, со кој што бевме во политичко непријателство целиот овој период од самостојноста до денеска. Еве денеска Грција како и помага на Македонија во незините аспирации за добивање на датум за почеток на преговорите со Европската унија, за добивањето на поканата од НАТО. Јас сум убеден дека ваквиот амбиент апсолутно на секој граѓанин во Македонија му е јасен и очекувам огромна, ама зборувам за огромна поддршка на граѓаните на референдумот. Нивна должност е да излезат при секој избор кој што го прават. Но по вакво прашање, кое што дефинира нашата иднина, верувам дека секој граѓанин ќе го свати како сериозна должност, ќе излезе и ќе се изјасни онака како што мисли дека е најдобро за него, за неговото семејство, за неговата земја Република Македонија. Пред да ве препуштам на мојот колега Кабранов, само уште еден кус коментар ќе ве молам. Денеска господинот Османи излезе со предлог, а тоа е со ДУИ да направите заедничка кампања во која што ќе им објасните на граѓаните зошто е важен овој договор. Подпредседателот на владата Бујар Османи ги води евроинтеграциите во државата и прв одговорен и ова е убава желба. Јас би отишол малку подалеку. Би требало граѓаните да направат штаб по вакво прашање, а ние политичарите и политичките партии да им се приклучиме, заради тоа што по прашања од сериозен, огромен национален интерес на сите граѓани во Република Македонија. Прашања кои што граѓаните преку нивното одговарање ќе го усмерат правецот по кој што ќе се движи. Навистина заслужува да бидат водени од граѓаните. Веројатно после Европскиот совет и после НАТО советот
ќе се носат ваквите одлуки за штабови, за кампањи, за референдумот, за референдумско прашање, тогаш би разговарале, но еве прв пат јас зборувам за оваа тема и мислам дека ние владеачките партии сме значаен чинител, но не сме најзначајниот чинител. Граѓаните се тие на кои што им служиме и тие треба да ја водат оваа перспектива на нашата Македонија. За сега благодарам. Да, Повелете. благодарам. Премиере, пред да почнеме со разговорот, да ви заблагодарам што ја прифативте нашата покана да бидете вечерва во студиото на 1 ТВ, да одговарате, еве и како што кажаа колегите, и на прашања многу од граѓаните, но и на наши прашања, се разбира. Јас ќе започнам вака. Тешките и мачни преговори со Грција околу разликите за името, кои траја цели 27 години, финишираа во грчкиот дел на Преспа со Радес, со подпишувањето на тој договор помеѓу двете земји со кој што се надмина, односно се реши проблемот за името. Името е емотивно за нас, емотивно прашање, но постапивте и вие и Ципрас прагматично и вашите тимови, се разбира, тоа не е телефонски разговор и телефонски договор како што председателот Иванов го нарекуваше, туку тоа беа долги, парем ние медиумите следевме и мачни преговори, па имаше и прекини, па предпоставувам имало малку и туркање и од меѓународната заедница и на крај сето тоа финишираше. Тоа е тежок период, но јас мислам, а и многу од аналитичарите, дека потешкиот период допрва ни престои. Еве сега се соочуваме со проблемот дали Европската Унија ќе ни одобри датум за почеток на преговорите. Предпоставувам дека цело време мислите на Луксембург, на шефовите на дипломатиите таму и самитот што ќе се одржи кон крајот на неделата на Европската Унија. Тука веќе се искристализира дека од прилика Холандија се повлече, имаше некои резерви, се повлече, Белгија, Данска, остана уште Франција. Франција не се изјаснува. Може ли да биде камен на сопнување, односно да ни биде пречката Франција? Прво, стварно ми е чест и да го поздравам и охрабрам овој нов медиум кој што блеска во нашата медиумска сфера, да му посакам успех, да посакам да биде будно око во име на гледачите и граѓаните, заради тоа што тоа е транспарентноста, тоа е демократијата, тоа е слободата на говорот и тоа се вредности кои што треба да ги имаме во нашата Македонија. Сакам и вам, како искусен новинар, но и на граѓаните, да им кажам дека не треба да се грижиме. Дојдовме граѓаните да одлучат. Граѓаните да одлучат конечно во кој правец сака да се движи нашата Македонија. И тоа е големо богатство. Јас неизмерно верувам во нашите граѓани. Верувам до небото. Заради тоа што родителски исправно е да внимаваме на едината на нашите деца, на нашата држава, на нашата околина. И тоа е исправно така. Не можеме ние да одлучиме ако имаме и план Б. Ако не сакаме во НАТО и во Европската Унија, а имаме алтернатива, тогаш одлуката треба да биде 50-50 поделена, нормална дебата. План Б? Нема план Б за Македонија. Да. Знаат и граѓаните дека не случајно повеќе од 82% се за НАТО. Не случајно повеќе од 77% во едни 75-77% се за полна интеграција во Европската Унија. Затоа што сакаме да живееме на рамниште со граѓаните на западните земји, каде што владеат демократски вредности, каде што владее правото, каде што економијата блеска, каде што има повеќе пари во секое семејство и попријатен живот секако за сите граѓани. Го сакаме тоа и во нашата Македонија. И треба да му се радуваме на моментот заради тоа што дојдовме граѓаните да одлучат. Јас сум убеден дека граѓаните ќе ја донесат одлуката. Но сите знаеме дека покрај тоа што го правиме, дека конечно требаше да го решиме овој проблем. И да градиме пријателство и со Грција, како што градиме пријателство со другите земји. Го правиме и заради НАТО и Европската Унија. За мене дополнителна мотивација ќе стигне ако НАТО и Европската Унија
ја испратат охрабрувачката порака према граѓаните. Европа често знае да ни каже, ако вие испорачате, и ние ќе испорачаме. Македонија нешто испорача реформи, нешто испорача успех, нешто испорача пријателство. Македонија испорача модели на решавање на идентитетски прашања, модели на решавање на горливи 3-деценијски прашања, како што е проблемот со нашето име, кој што Грција го имаше. Македонија е модел кој што може да се применува и во многу други земји кои што постојат вакви прашања, не само во Европа, на секаде во светот. Европа е должна да испорача. И јас не се сомневам дека Европа ќе испорача. Не се сомневам дека НАТО ќе испорача. Прашањето какви ќе бидат формулациите, за мене е тоа многу важно и знам дека ние ќе добиеме. Убаво е и председателот на Франција да се охрабри, заради тоа што Холандија имаше дилеми во парламентот, даде препорака на владата и добро е, тие ќе бидат едни од поддржувачите, другите земји членки се поддржувачи, останува председателот на Франција. Јас го разбирам, ја разбирам Франција, дебатата е отворена внатре, се работи за дебата дека Европа мора прво да се реформира, а после тоа треба да продолжи пристапот на земјите членки кон Европа, односно да се отвори Европа за нови членки, но ние не бараме веднаш да бидеме членка. Ние очекуваме да почнеме преговори, кои што претходат комплетно скенирање на состојбата, подготвување на преговарачки тимови и слично, и веројатно за една година точно отварање на поглавја, како што треба. Тие се нашите очекувања, како што како што канцеларката Меркел рече дека ќе скринингот ќе дадеме амин за датум, но будно ќе следиме како ќе си ги вршите домашните задачи до... И тоа не е нешто ново. Секоја земја која што добила датум за преговори предходеле скенирање или скрининг, познатиот, подготовка на преговарачките тимови. Македонија нема преговарачки тимови, живееме тука. Сакаме да ги создадеме од најкапацитетните луѓе кои што се подготвени на таа тема. Европска унија и поглавјата кои што ќе ги отвориме. И целиот овој период на нас ни јасно дека е период како што важел за другите земји, така да важи и за Македонија. Со тоа што знаеме дека иследува и референдум во Македонија, уставни промени со успешен референдум, но знаеме дека следуваат и парламентарни избори во Европскиот парламент. Свесни сме за тоа. Но тие мора да испорачат заради тоа што Македонија испорача. И јас верувам дека и председателот Макрон на крајот ќе биде од делот на поддржувачите, заради тоа што Франција е пријател на Македонија. Граѓаните на Франција и председателот Макрон не имат дилема за Македонија, имат дилема за проширувањето на Европската унија. Но од овој аспект верувам дека ќе се добие позитивно свет. Да, од она што денеска го читав некој интервју со Коцијас и неговото лобирање, испаѓаат сега грците кои што до вчера беа наши најголеми непријатели, тие не попречуваа во евроатлантските интеграции, излегува дека сега тие силно притискаат дека Македонија ја информираа таму дека Македонија го исполнила тоа, договорот е потпишан и силно притискаат да бидеме наградени на некој начин со добивање на датум за преговори и подоцна да добиеме покана од НАТО за членство во Алијансата. Само да ги потсетам граѓаните. Иако македонскиот јазик од 77 година е упишан во параграфите на Обединетите нации, знаеме дека НАТО, Европската унија, па дури Обединетите нации многу често не условуваа со вашата земја, на вашиот јазик, вашиот народ. Кога одевме на сите овие меѓународни надпревари, конференции или било што, се срамувавме. Или стоеше тоа ПРМ, да. ПРМ или ФИРОМ, така познато. Ние всушност не бевме признати од значителен дел од светот. Не признае 137 земји, но истовремено кога тие исти земји членуваа во некои од меѓународните организации, се не условуваа по она како што меѓународната организација не условува. Денеска Македонија после ова решение ќе биде признаена од целиот свет. И конечно ќе имаме земја признаена од целиот свет, вековна аспирација на нашите предци, во која што живее доминантно македонски народ, покрај другите етнички заедници. Признаен од целиот свет. Грција не признава, Бугарија, сите не признаат. Да, договорот со Бугарија. Во која што ќе биде официјален службен јазик македонскиот јазик, признаен од целиот свет, од сите. Ова е вековна аспирација на нашите граѓани. А при тоа, ја имаме Грција за пријател, која што за пред неколку месеци, сите знаеме, вака или онака не блокираше во нашите интеграцијски процеси. Сега, како и сите други пријатели, и таа е пријател на Македонија,
и еден од позначајните лобирачи за полноправното членство и во НАТО и во Европската унија. Грција веќе ги испрати писмата дека проблемот со спорот е решен и ги повикува сите земји членки да донесат позитивни одлуки за добивање на датум за преговори и поканата за НАТО. И Грција, која што беше политички проблем, еве политички непријател. Ние граѓаните има пријателски односи, честни да бидеме и пред. Да. Соработуваа, одеа, доаѓа и слично. И трговијата и се. Но сега овој политички непријател или политички проблем го насочивме да биде политички пријател, еден од првите. Зошто? Заради тоа што и Грција има интерес да успее ова што е договорено. А дека е фер за двете страни. Доказ е реакциите на двете опозиции и во Македонија и во Грција. Тоа докажува дека подеднакво добивме и подеднакво отстапивме. Но имаме фер решение, засновано на факти. Премиерот Алексис Ципрас разговараше со председателот на Франција вчера на состанокот кој што го имаа за миграциите. Министерот Никос Коцијас секој ден ги врти телефоните, како за своја земја. Треба да го знаат тоа граѓаните. Оти сакам да градиме искрено пријателство, на взаемно почитување. Овој договор, моделот членот 7, членот 1, јасно разграничува како се препознаваат двата идентитети на двете земји. И тоа е навистина добар основ за да изградиме сериозно пријателство. Јас сум среќен што сите земји денеска ја охрабруваат Франција да донесе позитивна одлука. Ама сите земји. Нема земја која што е против Македонија. Веројатно Франција од внатрешната дебата е со ваков неизјаснет став со ова. Франција е исто така голем пријател на Македонија. Но кога се мисли Франција, сите земји, цел свет буквално делува. Дури без наше знаење, еве Помпео од Соединетите Американски држави вртеше телефон на министерот за надворешни работи. Да охрабри, веројатно тоа одлука на Франција, веројатно и за други теми е разговарано. Мене ми е драго што нашата Македонија е донесена до оваа позиција, да блеска, да има толку силни поддржувачи. Кога имаме толку големи пријатели, силни поддржувачи, не треба да се грижиме за нашата иднина. Таа е известна и ќе биде одлична. А вистина ли е, премиера, кога ги спомнавте ова Соединетите Американски држави, државниот секретар, дека звонел на шефот на дипломатијата на Франција, вистина ли е дека и преговорите со Грција веќе пропаднале, па интервенирале американците? Предходно Курир српски пушти една таква, јас би рекол, спин, дека преговорите се пропаднати, но после тоа се појави информација исто така дека се пропаднало и во последен момент американците повторно интервенирале. Веројатно зборувате за последните денови пред да се случи. Пред да се случи Сарадес. Господин Кабранов, беше многу тешко. Верувам, да. Не случајно не се постигнало решение се во овие години. Мене ме боли прашањето како што ги боли овие луѓе што протестираат. Исто не боли сите, тоа е нашата Македонија. Да, реков, емотивно е тоа. Емотивно прашање. А е прашање засновано на факти. Сите знаеме дека има еден јужен или егејски дел, дека има еден источен пирински дел. Имаме во Албанија дел од таа историска Македонија. Ние сме северниот дел, тоа е факт. Друга Македонија нема. Тоа е нашата само единствена Македонија. Името е допрецизирано. Но добивме идентитетот наш, комплетно, признаен од Грција, признаен од сите. Добивме потврда нашиот македонски јазик. Блаже Коневски збореше татковината ни е јазикот. Го добивме потврден од сите. И ова е придобивка. Јас не можам да ги сватам луѓето кои што измислуват тези за да градат дополнителни тези за да се биде против. Идентитетот е комплетно потврден. Да не се лажем. Јас можам да ги разберам луѓето кои што ги боли. Од и мене ме боли. Но мораме да разбереме дека мора да обезбедиме иднина на оваа земја. Нешто да вложиме за да имаме. Јас не знам што ќе се случува во регионот. иднина. Со Србија, Косово, Република Српска, не знам. Но сум должен, како прв во извршната власт, да сторам се. Македонија да ги тргне дилемите. Дали ќе е земја, дали ќе има перспективи. Тоа сме должни на децата да им го обезбедиме што доаѓаат после нас. Оти само така ќе има шанси да останат тука. И како што ми вика едно детенце од Куманово, Чичко Зоран, да ја направиш Македонија перспективна, за да може другарчињата и братучетките да ми се вратат дом. Тука е суштината. Ние можеме да останеме и со нерешен проблем, но сите другарчиња и братучетки на таквите деца ќе заминат. Што ќе остане од Македонија? Затоа мора да обезбедиме перспектива под
ЕУ и НАТО капата. Стабилност, сигурност, економија. Да. Владење на правото, слободен простор за медиумите, слободен говор на граѓаните. Тоа се европските вредности, тоа се демократските вредности за кои што се бориме. Добро, ќе збориме малку подоцна за бенефитите ако се заврши ова како што треба. Рековте дека треба да се убедат граѓаните и да веруваат во тоа. Зошто не успеавте академик Ферит Мухич, кој што е на вашата листа, зошто не успеавте да го убедите? Тој излезе пред некој ден со теза дека со овој договор се бришат сите нации, националности што живеат во Македонија. И не постои веќе македонец, албанец, влав, србин, рус, туку дека со тој договор се воспоставува една нова нација северно-македонска. Ево вака, јас сум демократа човек. Сте разговарале вие со академикот? Заедно со цела Мухич? пратеничка група. Како информирав опозиција, председателот на државата, коалиционите партнери, владата, Тој така. ја изнесе оваа дилема и пред вас? Не. Не, ја изнесе демократ човек. Јас Да. тој тој ниту има па право на став, изнесе став дека е за ова. Јас знаев, почувствував заради тоа што ги знам ставовите на професор Мухич од минатото. Да. Но разноликост еве да има и ваков различен став, впрочем е демократијата. Тоа не убива. Јас можам со него да дебатирам со факти и ќе дебатирам со факти. Гледате, ние ниту се откажавме од господинот Мухич, тоа е различноста во Македонија. Ниту направивме нешто, не знам, контра ова, само кажавме, тоа е личен став и ние го почитуваме. Жалиме што не соодветствува со сите други кои што се со ваков став. 69 пратеници гласаа во парламентот, оти веруваат. Господинот Мухичеве не гласаше, не дојде на таа седница, најави дека не се согласува, не дојде, но дека не е во право. Во Нивици или Псерадес стојам заедно со премиерот Алексис Ципрас во Грција. Да. Изборувам за македонци, за грци и европејци. Зборувам за македонското и грчкото општество. Во Грција нема реакции, може да реагираат некои радикални структури. И идентитетот целосно е потврден и идентитетот целосно е прифатен и од Грција. Прашањето беше идентитетско меѓу македонци и грци. Не беше прашањето дискутабилно за албанците, турците, ромите, србите, власите, бошнаците. Јас сум им многу благодарен на помалку бројните етнички заедници. На вистина покажаа солидарност со нас македонците како етничка заедница. И покажаа државотворност во овој дел. За да го решиме прашањето кое што ги боли сите. Еве господинот Мухич е бошњак. Го боли. Да. Не боли, но најверојатно најмногу задира кај нас македонците. И тоа е многу логично, многу здраворазумно и многу човечки. Но сите тие тоа го поддржија. Затоа денеска, покрај досега потврдените идентитети на албанците, никој не ги спори, на турците никој не ги спори, србите не ги спорат, бошнаците, власите, ромите, тоа е идентитет. Нашиот беше оспорен од Грција. Денеска е прифатен и признаен. Денеска имаме мултиетничка земја со признаени идентитети на сите различни заедници, етнички заедници кои што живеат во ова мултиетничко општество Република Македонија. И од тој аспект сега имаме шанс, заедно сите сплотени и здружени, да градиме економија, да правиме инфраструктура, да работиме на владење на правото, на слободата на медиумите, на безбедноста на државата, онака како што секоја нормална, перспективна, демократска и европска земја тоа го прави. Добро, и новиот лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски рече дека веднаш после подпишувањето на договорот дека ова е капитулација, а вашиот претходник, премиерот, екс-премиерот Груевски, кој комуницира во последно време на неговата Facebook страна, реагираше на една ваша изјава на друг медиум дека и претходната влада се согласила со Горна Македонија, чинам, дека тој реагираше дека тоа не е вистина и дека времето ќе покаже дека не е така. Што е вистината? Тој сам во своите мега интервју потврдуваше дека не е името проблем, ќе се реши името.
Грција не го прифаќа нашиот идентитет, нашиот јазик, тука е проблемот. Тој го кажуваше тоа. Во интервјуто го кажа тоа што го зборуваше и по телефоните. Инаку беше согласен и за ерга омнес и Се разбира дека за ерга омнес. Мислам, сите знаат дека Грција не прифаќа едно за дома, друго за надвор, заради тоа што нивните ставови беа тоа предизвика повторно клинч, повторно судар, повторно непријателство. И свесни се тоа, не е од сега. Историјатото, ако го погледнете како се движеле разговорите, сите знаат дека се разговараше за име за секаква употреба. Ние имавме двојни формули, не успеа. Ние имавме за меѓународна употреба, не биваше. На крајот, решението е засновано на факт, од кој што не се бега. Ние сме северниот дел од таа историска Македонија. И затоа, преку едно врзовно ткиво во договорот, каде што и Грција би била заинтересирана, имаме чекори. Како ние чекориме со поглавијата не повеќе од 5 години, така внатрешната употреба се применува. И тоа е исправно и пријателски и добро, така да веројатно е заради тоа што конечно се реши проблемот, па се ваквите ставови на господинот Мицковски и на други опозиционери, кога разговарат со некој од нив, векаат сега или никогаш. Носете одлука, луѓе. Кој може да каже каква е едината на Македонија без решавање на овој проблем? Никој не може да каже. Но сите знаат дека со решавање на овој проблем стануваме членка на НАТО. Почнуваме преговори со Европската унија. За некои 6-7 години ќе бидеме полноправен член на Европската унија. Ќе се отворат границите. Who cares? Младите сакат глобално село, сакат да движат, сакат да носат ноу-хау, знаење овде, да зборуваат за тоа, да имплементират европски пракси. Тоа е еднината на нашата Македонија, оти не, оти тоа Заев така го замислува. Таква е еднината на сите европски земји, таква мора да биде и треба да биде нашата еднина. Само уште едно прашање кратко ќе ви поставам, па ќе им дозволам на моите колеги, веројатно имаат и прашања од гледачи. Имаме ли ние во архивите како течеле преговорите, имаме ли што да декласифицираме, па да се знае што е вистина и кој што до сега прифатил или не прифатил? Како што Грција тоа. Јас сум човек кој што малку се бави со минатото. Толку имаме што да направиме во еднината за нас. Не, за да ја разрешиме таа дилема во јавност. Нема дилеми, заради тоа што претпоставам веќе се е јасно во јавност. Ако е намерата дали ќе декласифицираме документи или не, немаме намера тоа да го правиме. Ако мораме, ќе го направиме. Значи, дај да Зависи бидеме како ќе тече кампањата за да референдум. бидеме посветени сите, Да. да му дадеме шанс на нашиот народ да излезе и да се изјасни. Затоа реков да се радуваме на таа можност. Тоа е демократијата. Тоа е општеството кое што го посакувавме граѓаните да ни дадат за вака важно прашање мислење. И согласно тоа, ние ќе потврдиме дали тоа што мнозинството се изјаснува, а се изјасни преку ставот на премиерот, преку ставот на владата, гласајќи го овој договор, преку 69-те пратеници, ние не знаеме кои се против. Јас не живеам во амбиент на луѓе кои што се против. Ги гледам по телевизија, по изјави, по се. ВМРО ДПМН беше надвор од парламентот. Може некој и од таму за, може некој е против, може некој е воздржан, нема се уште став. Но тие не одлучија да не учествуваат на седмицата. Ние треба да видиме стварно и кој е против ова држава. И тоа е демократско премиере, искрено. добро е да се дружите и со некои што се против, да ви објаснат зошто се против. Така е, јас го слушам тоа и слушам аргументите, но не можам да прифатам аргументи дека Македонија го изгубила својот идентитет. Да. Дека Македонија го изгубила јазикот. Мислам, стои прифатено македонски јазик, македонци, македонка, македонец, македонско оро, македонска книга, македонска економија, македонски јунак, се што е македонско по основ на идентитетот и врзано со нашиот јазик, не само што стои во договорот, тоа е признаено и прифатено од Грција. И апсолутно треба да бидеме стрекни поради тоа. А името го допрецизиравме со географска одредница Северна Македонија, заради тоа што и тоа е факт. А знаејќи дека градиме пријателство со Грција, НАТО членство, датум за почеток на преговори со Европската унија, и те како е вредно. Тоа е еднината на нашата земја. Јас сум убеден дека граѓаните ќе бидат за македонската еднина. Ајде сега колегите од студио 1. Премиере, вашето гостување очигледно имаше голем интерес за гледачите. Јас пред да ги повикам прашањата кои што беа упатени во отворените линии на 1 ТВ, знам дека бидејќи го потпишавте договорот ќе го браните до крај.
Меѓутоа, ова е прашање кое што прво пристигна на профилот на 1TV на Facebook и морам да го поставам, вели од Игор Донов, известен. Вели, дали Зоран Заев е етнички македонец, дел од македонската нација и народ или е географски македонец, случајно именуван според регионот како македонец, и дали етничките славофони македонци во Грција се дел од македонскиот народ? Ова е прво прашање кое што пристигна. Еве вака, јас сум македонец, најмалку еднаков како сите македонци. По етничка припадност, а сум граѓанин на Република Македонија. И апсолутно сум среќен македонец сега, заради тоа што имам потврда на мојот идентитет од сите, од целиот свет. Имам потврда на мојот македонски јазик, на мајчиниот ми јазик, мојот, македонски. Од целиот свет, од сите. Нашиот идентитет е потврден од сите. Името Република Северна Македонија е допрецизирано со Северна. Нема Јужна Македонија, нема не знам каква друга Македонија. Наша е само Македонија. И апсолутно никој нема право да излечува идентитетски придавки од името. Заради тоа што со тоа направивме разграничување и решивме проблем. Постоен 30 години. И апсолутно само да го чита договорот. Само тоа да го чита. Ке им биде потврда. Јас зборев на обраќањето во Грција за македонско, грчко општество. Јас зборував за македонци, грци и европејци. Зборував за тоа. Никој тоа не го демантираше. На крајот, како што вели премиерот Ципрас, дојдовме на македонска страна да јадеме македонска салата. Така беше договорено тоа што го направивме овде во Отешево, на наша територија, од Преспанското крајбрежје. Во овој аспект немојте да дозволиме некој да не лаже за фактите внатре. Да, северниот дел на Грција има свој хеленистички пристап во делот на нивната историја. Ниту некој пат сме го посакувале, ниту имаме аспирации за таа територија, за потврдуваме неповредливост на границите, заради тоа што немаме намера да ги рушиме границите меѓу нашите две земји. И апсолутно кога тоа го добиваме, јасно дефинирано, во членот 7, точка 3, од култура, народ, посебност, комплетно историја, се, тоа е затворено прашање кое што го гарантира нашиот идентитет. Се работи за емотивно прашање на кое што во историјата во македонската политика многу од политичарите или заработувале или губеле на ова прашање. Вие го потпишавте договорот, ќе го браните до крај, меѓутоа ќе ви биде тешко да ги убедите сите кои што се против овој договор. Јас сега ќе ја повикам режијата да пушти едно од прашањата кои што беа во една минута директно до вас упатени. Молам, прашајте го премиерот дали, не дали, него зошто не стои на зборот што го кажа, ја спомна фамилија, деца, се, дека во никој случај нема да има промена, ни на име, ни на устав. Тој се колни во фамилијата. И што сега испадна? Тоа е многу важно, ако е достоен човек само. Ова е од едно интервју, го споделува, предпоставувам, социјалните мрежи, вие Кога зборувам за непроменливоста на уставот. за време на парламентарните, кампањата за парламентарните, е така, нели, во некоја локална телевизија сте го изјавиле ова и го споделува дека не стоите на зборот. Не го негирам тоа и не знам точно од кога е, но тоа сум јас. Јас колку што знам, во некоја локална телевизија во Крива Пиланка чинам. Јас го зборувам За време тоа. на парламентарните, кампањата за парламентарните. Ако се водев само од калкулантски причини, Да. од мојот личен рейтинг, од рейтингот на мојата политичка партија, веројатно како и моите претходници, ке калкулирав, ке обвинував колку тоа е незгодна Грција, како тоа се живеа. Ќе го развлекувавте со нас. одговорот. Така е, значи можев тоа да го направам. Заради иднината на нашата земја и заради нашата земја донесов одлука која што значи компромис. Ако никој од страните не се подмрдне од своите позиции, а еве моите кои биле, и грчките ги знаеме кои беа, Да. дека не признаваат идентитет ништо, нема да иде договор. Политичарите кои што само се водат од тоа што го кажале и апсолутно само калкулираат кои се политичките поени и колку долго ќе останат на власт, стојат на своите ставови во функција на одбегнување на решение. Зборувам за решение со Грција. 26 годишен проблем присутен овде. Добро, вие постапивте Точно е. прагматично, да. Направив исчекор, заради тоа што исчекорите од двете страни носат кон договор.
Но јас сум силно убеден дека овој договор 100% верувам во него, дека обезбедува трајна убава иднина на нашата Македонија. Јас знам дека апсолутно тоа го мислат огромно мнозинство наши граѓани. Јас сум убеден дека тоа огромно мнозинство наши граѓани ќе го потврди. И затоа можев и како Никола Груевски, и како претходниците од Никола Груевски, сите премиери од сега. Натаму од кога постои проблемот. 25 и повеќе години, може и 26 навршуваме веќе, знаејќи дека 93-та почетокот се отвори, 2018-та завршува. Можев. Никој не очекуваше Заев да е нешто поразлично од сите други по ова прашање. Може очекува економски резултати, реформите додат побрзо или слично, но можев да продолжам да владеам, веројатно до 2020-та. Вакви како што се состои уште еден мандат, 2024-та. Со која Македонија? Каква перспектива ќе има нашата Македонија? И јас ќе ја повторам. Мојата политичка иднина апсолутно е доведена под прашање комплетно. И тоа граѓаните сега имат во своји раце. А не мораше да биде така. Да. Но нека ја имат. Тоа е добро. Граѓаните да одлучуваат за своите политичари. Но знам дека политичката иднина на мојата и нашата Македонија е обезбедена комплетно. Со гласањето за подршка на договорот со Грција. Затоа што друга алтернатива, рековме, нема. План Б не постои. Нема опција на која што би се надевале. По полека ќе ни се испразнат до крај селата, па ќе почнат и градовите, се празнат и не знаеме што ќе остане од Македонија. А ние сакаме Македонија да буботи, да жубори, да има креативност, млади, енергија, да има иднина. Оти не е само платата од 500 евра, ќе ја постигнеме. Но мора да има европски вредности, да има нормативи, да има владење на правото, мора да има ред. А редот, стабилноста, безбедноста, економскиот прогрес доаѓаат со НАТО и со ЕУ. Добро, актуелниот председател Иванов, како и за сите други работи што ги предлагате, и за ова го отфрли и очигледно е дека и сега, иако е пратено на подпис кај него, дека нема да помине тоа. Сакам да ве прашам, екс-председателот Црвенковски ви се јави да ви даде поддршка или совет кога течеа преговорите? Не. Во овој период немавме комуникација, понекогаш преку заеднички пријатели стига охрабрувачки пораки од председателот Црвенковски. Јас знам дека тој во тоа време, во тие околности правел се што може да прави. И немам дилема за таа работа. Јас знам дека тој сака Македонија да биде членка на НАТО и да биде членка на Европската унија. Знам, тој беше мојот председател на државата, но и мојот председател на политичката партија. Јас бев негов подпредседател. Јас исто така знам дека е среќен што власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз го реши овој проблем. Немаме разговарано, веројатно ќе се видиме сега. Не ви е криво што не ви се јави? Негова опција, негов избор е тоа, на председателот Црвенковски. Барем председателот Иванов се јави промптно, одбива се. Но еве јас жалам што председателот Иванов го пропушти моментот да се приклучи кон обезбедувањето добра иднина на Македонија. Го пропушти моментот со тоа што вака ги позиционираше своите ставови. Но никогаш не е доцна. Јас знам, после успешниот референдум, должност е сите да се поклониме и да го поддржиме, кој со глас во парламентот преку уставните промени, кој со подпис на тие уставни промени на законот за ратификација, немам дилема. Се уште немам информација дали председателот ќе го подпише законот за ратификација на договорот. Верувате дека може да се случи такво Не, нешто? тој објави дека нема да го подпише, веројатно нема да го подпише, ќе мора парламентот уште еднаш да го изгласа и после тоа е должен да го подпише. Значи, по уставот вели е должен да го подпише. Јас очекувам таа должност тој да се ја исполни. Тој ќе одлучи. Ако не го подпише, тогаш председателот на собранието, според и во службен Правните служби работат на решавање на ваквите прашања и ќе изнајдат решение. Заради тоа што председателот Иванов по втор пат донесен и гласан закон за употребата на езиците, одлучи да не го подпише. А должност му вториот пат да го подпише. И исто така ако одлучи овде, за мене теоретски тоа значи дека следните 170 закони може да одлучи да не ги подпише. Па да му ставиме катанците на парламентот, што ќе ни е парламент во парламентарна демократија. Ово го кажувам, решение мора да има ново. И нема бегање. Точно е дека имаме време, Грција го испрати писмото и у договорот стоеше парламентот да го ратификува договорот.
Не стоеше дека парламентот да го ратификува договорот и председателот на државата да го потпише договорот. Не, само парламентот и тие се држат принципиелно до договорот, што само по себе уште една потврда дека Грција е сериозна. И дилемите дали Грција ќе го ратификува. И тоа сум сигурен со поголем број на пратеници од тие што гласаат до вербата на владата на Ципрас. Но исто така некој ќе каже Зоран наивен си, не знам, премногу си оптимист, премногу веруваш. Јас верувам дека и председателот Иванов кога тогаш ќе се приклучи кон оваа македонска иднина, ако не порано, после успешниот референдум, заради тоа што сите сме бирани од граѓаните, сите им служиме на граѓаните и сите треба да им се поклониме на волјата на граѓаните кога ќе бидат изјаснети на референдумот кој што предстои. Противниците на договорот со Грција за решавање на името, односно Република Северна Македонија, еве на социјалните мрежи веќе се пишува и тие го воспеваат и има коментари дека со ова од условно да речем од мртви го вративте председателот на сцена. Тие се повикуваат на председателот како последниот бранител на името, бидејќи ВМРО не знам дали искрено или неискрено, но сепак стои на страна барем јавно. Јас морам да признам дека ВМРО ДПМН не ги поддржува овие протести. И убаво јас тоа да го кажам, да знаат и од ВМРО ДПМН дека го знам. И тоа е добро. Зошто? Заради тоа што нормално нивни тези и ставови беа граѓаните на референдум. На референдум, да. И очекуваат граѓаните на референдум да се изјаснат. Мене ми е драго што повикуваат на референдум. Председателот на ВМРО ДПМН вели дека ќе гласа против. Дел од луѓето од ВМРО ДПМН вела дека ќе гласат за, но давањето шанса на граѓаните е нешто за кое што ВМРО ДПМН се залага по оваа прашање преку референдум, уште од кога постои прашањето. За да се малавираше во еден период, последните години ние сме за референдум. За референдум. Тоа го знаат сите. И треба да му дадеме шанса на референдумот. Јас верувам дека опозицијата ќе создрее во внатрешната дебата и ќе искристализира своји ставови и нема да дозволи да ја пропушти перспективата на државата. Ние може да се биеме политички кажано, борба да водиме политички кажано, да се надпреваруваме на економски прашања, на реформите дали ќе ги испорачиме или не како што треба. Тука опозицијата мора да биде фокусирана и насочена. По ова прашање НАТО и Европската унија заедно стоиме. И ако стоиме заедно, да стоиме заедно до крај. Оти нема НАТО и ЕУ без решавање на проблемот кој што Грција го имаше со нашето име. Ако има НАТО и ЕУ, 11 години беа власт ВМРО ДПМН. Зошто не ја внесува Македонија во НАТО и зошто не почнеа преговори со Европската унија? Оти не можеше без решение на овој проблем. Затоа што беа зафатени со Скопје 2014 и антиквизација на државата, веројатно. Повеќе ги интересираа парите, личниот рейтинг, калкулантството, што тоа ноши рейтинг и така се водеа. Знаете дека анкети ни се дозираа постојано. Дури и прашањата за мала реформа некаде, за одлука, го анкетираа. Зошто? Заради тоа што многу им беше важен нивниот рейтинг. Рейтинг на политичар во земја без перспектива може да го фрли на буниште. Ние постоиме за нашата земја и мора да работиме за нашата земја. Променлив е Заев, како што беше променлив Груевски, Царвенковски, Лјупчо Ѓорѓиевски, Бучковски, сите наназад кои што биле. Македонија не е променлива, друга немаме. И мора да служиме искрено и честно, како што тоа им го должиме на нашите граѓани. Од самостојноста до денеска, 27 години навршуваме. Па заслужува овој народ да има перспективи. Па заслужува да ги отстрани овие национализми и политички калкулантства заради иднината на овој народ и на оваа држава. Јас верувам дека ние тоа го правиме. И убеден сум дека најголемата опозициона партија ќе заземе вистинска страна. Оти нема тука две страни. Една е страната, да, а тоа е Македонија. Добро, ќе ве прашувам после за референдумот и таа кампања околу референдумот, бидејќи многу од граѓаните се можеби изманипулирани, не им е доволно јасно. Тоа ќе биде тешка задача ваша да го објасните на обичниот граѓанин, но да не ги дискриминираме гледачите. Колегите од Студио 1 веќе ми
сигнализираат дека имаат да прашуваат, повели Владко или Гордана? Да, имаше навистина многу прашања до премиерот кои што пристигнаа буквално на социјалните мрежи и преку телефонските линии кои што ги отворивме пред вашето доаѓање во студиото. Јас овде наеднаш ќе поставам две прашања кои што пристигнаа денеска до вас. Секако ќе пуштиме и дел од оние прашања кои што беа поставени во живо во емисијата Една минута. Извесен Филип Ставров го вели следното: опозицијата го обвинува Вица Заев дека мести тендери. Знам дека се работи за обвинувања, но како Заев би го побил аргументот дека Вицето е новиот Мијалков? Едното прашање, а другото прашање од извесен господин кој што вели дека сака да остане анонимен, но сака да ве праша нешто. Дали кога почнавте преговори со Груевски во септември 2014, помисливте дека можеби ги загрозувате животите на луѓето кои ги обезбедиле бомбите? Повторувам, ова се две прашања кои што јас ги прочитав од социјалните мрежи кои што стигнаа И додека до сме вас во денеска. студио еден само, пред да почнете да одговарате, во име на транспарентноста и бидејќи немаме време за сите гледачи да ги поставиме прашањата, дали може јавно вака да се договориме дека сите прашања кои што пристигнаа на социјалните мрежи или во емисијата Една минута пред вашето гостување, ние ќе ги новинарски ќе ги спакуваме, ќе ги доставиме до вас да ги одговорите и во петочното издание на Студио 1 да ги презентираме сите одговори кои што доаѓаат од вас. Ќе бидам во меѓународна мисија во Австрија, во Полска, во Брисел, на други форуми, но само вака. Да, ќе ги одговориме колку и да се, со помош и на моите асистенти лично, секој пат не. Ставовите на Заев ги знаат моите советници, мојот кабинет, тоа што е директно врзано со мене секако лично ќе го одговорам, но сите прашања ќе ги одговориме. Да одговорам на првите две прашања. Мојот брат Вице Заев, дека е различен од Сашо Мијалков, тоа може да се потврди по сите можни основи. Тој не е шеф на тајната полиција, нема функции во Социјалдемократскиот сојуз. Тој работи мамас, произведува ајвар дома, прави цигли и работи во менувачницата Пеон или штедилница или сега е финансиско друштво. Работи приватен бизнис. Тој не е функционер политички во партија, ниту е општествен, како што беше Сашо Мијалков. Посериозен доказ за тоа нема. А апсолутно, транспарентно денеска се зборува за се, со сите детали. Владата инсистира за информирање на сите детали. Државните институции тоа го прават. За разлика од порано, кога се криеше и кога некој ќе прашаше, немаше да му падне на памет по втор пат да праша. Такво е различното време од тогаш до сега. Во второто прашање беше? Второто прашање беше дали кога сте почнале преговори со Груевски во септември 2014 сте помислиле дека можеби ги загрозувате животите на луѓето кои ви ги обезбедиле бомбите? Пред да ги почнам преговорите, јас со сите овие луѓе апсолутно донесовме одлука кога почнуваме, како ќе се одвива процесот и целиот ризик. Значи, стравот беше дека ќе го снема Зоран Заев, дека веројатно неговото семејство ќе го ликвидират, но веројатно после тоа ќе доведе до трага и кој тоа му обезбедил на Зоран Заев. И апсолутно одлуката ја донесовме сите. И да нема дилеми, има едно прашање сега отворено за господинот Ѓорги Лазаревски, кој што помина во притвор човекот и беше еден од помагачите на целиот овој процес, тоа го знаат сите, јавна тајна. Прашањето е добро, зошто тогаш не го вратите човекот во МВР? За да асистира на СЈО во давањето и обезбедувањето на доказите, па адвокатот на Груевски на Сашо Мијалков ќе го спора тоа правно пред судот. Господинот Ѓорги Лазаровски го има целиот мој сапорт или помош за негово вработување и ангажирање во соодветна институција. Не таква која што ќе му користи на Никола Груевски, на Гордана Јанкуловска, на Милијана Киевски, на Сашо Мијалков и на другите, да го користат како аргумент пред судот, дека оној кој што бил свиркач или whistleblower, кој што дал податок, сега е вратен таму за да дава нови податоци, па тоа е недозволено во правото. Тоа е причина. Јас овие луѓе ги почитувам до небо. Зборував за вистинските македонски патриоти секој пат и продолжувам да зборувам во тој правец заради тоа што тоа е така. Ако не беа тие луѓе нивната храброст, веројатно Македонија се уште ќе беше под режим, контролата и диктатурата ќе растеше и апсолутно можевме да ја сонуваме демократијата, транспарентноста која што денеска има. Ке не дозволите во продолжение да повикаме уште едно од прашањата кое што беше упатено до вас во емисијата Една минута, еден час пред вашето доаѓање. Колегите од режијата ќе го пуштат и второто прашање кое што го подготвивме.
сакала да го запрашам господинот Заев, доколку, значи влизаме во Европска унија и во НАТО, например, каков би бил животот за обичниот човек, значи дали платите би се зголемиле, дали би, мислам, младите би останале во државата или би отишла нигде надвор од Македонија. Многу убаво Тоа ги прашање. интересира обичните граѓани. Така. Сите викаат, добро, НАТО, Европска унија и после што? Што ќе добиеме ние? од тоа? Да. НАТО не значи само стабилност и безбедност и Не е сигурност на војничка државата. чизма само, да. Така е. НАТО е пред се мировен Да. сојуз. Демократија. Но НАТО во своите постулати, во договорот што ќе го потпишеме, што ќе ратификуваат протоколи земјите членки, стојат многу работи кои што се однесуваат на економијата, владењето на правото, се вкупните демократски вредности кои што ги има Сојузот и нивните земји членки. НАТО носи економија. НАТО во Естонија ја дуплирал инвестиционата активност на странските инвестиции, го зголемил бруто домашниот производ за дупла, ги доплирал процентот на отварањето на работни места и ја доплирал платата кој што ја земале граѓани. Тоа значи НАТО. Тоа го видовме во Естонија, Литванија и други земји, го видовме и во Бугарија, го гледаме и во Албанија се случува. Од тој аспект, инвестициите значат надпревар кој да го вработи граѓанинот. Оти толку се граѓаните. Со зголемени инвестиции ќе има борба кој да ги земе квалификуваните граѓани. Ќе ги земе тој што ќе плати повеќе. При ваков надпревар на многу инвестиции, логично е, не треба да бидете економист, дека платите ќе растат, ќе ги плати тој што ќе ги добие граѓаните како работници или инженери или било што во делот на нивните приватни фирми да работат, само што ќе платат најповеќе. Еве како ќе растат платите. Со Европската унија и НАТО, владењето на правото е првите поглавја што се отварат во Европската унија. НАТО процесот, кој што значи прво покана сега на 12, следува процес на скенирање од 3 до 5 месеци, за Црна Гора беше 5, за многу други земји, Албанија и Хрватска беше 3 месеци, каде што ни прават скенирање и на владење на правото, постулатите и се, и тука не врзуваат со договори за унапредување на владење на правото и другите вредности. После 3 до 5 следува втората покана на земјите членки да пристапат кон ратификување на договорот. И тој процес трае од 1 година до година и пол. Ние се надеваме дека со помош на Грција, на Бугарија и на Албанија, на сите земји членки во НАТО, тоа ќе го завршиме многу брзо. И Македонија, за вистина на зборот, е многу дамна земја кандидат. 2008 година го пропушти. Односно, тоа што го чекавме 2008 година, сега ќе го добиеме на 12 јули. И треба да бидеме многу стрекни заради тоа. Тоа е поканата за членство во НАТО. Со Европската унија и НАТО веќе владее контрола на системот. Сите оние внатрешни слабости, кои што многу малку ги зборуваме, мора да ги признаеме. Слабости кои што се однесуваат на причина човек. Без разлика дали тоа е бизнисмен, работник, јавна администрација, министер, премиер, председател, доктор, било кој, судија, обвинител. Влегуваат во еден шаблон во каде што има одговорност. Има испорачување на работа и има барање на резултат. Тоа се правилата на Европската унија и на НАТО. Ни вакви правила. Сите ќе го одработиме својот дел, за да ја заслужиме платата што ни ја дават граѓаните. Корупцијата ќе биде вака под мониторинг. Кражба на граѓаните нема. Оти младите и што зимат 650 евра плата, еден дел од нив заминуваат. Оти не е доволно платата. Сака да знае ако е невин, на суд ќе ја докаже својата невиност. Ако сака гласно да збори, дека никој нема да му трие ушите, дека ќе може да збори. Ако сака да има перспектива заедно со своите млади, да оди на убав театар, да слуша убава музика, да има концерти, да има субвенционирано земјоделие и пријателите од село, да му се богати, за да му биде прикладен животот. Да не гледаме децата што ни просат по улици, да ни живеат под мостови. Тоа е животот во Македонија. Комплетно се и единствено возможен со нашата интеграција. Затоа премиерот Заев, точно јас, се посветив на ова прашање. Ова прашање е економија, ова прашање е животот, ова прашање е перспективите. И еве ги овие денови. Дура, американска, донесе одлука. Најсовремена роботика. 30 милиони евра им се само купените машини во Македонија. Уште не знам колку компании кои што чекаа, донесоа одлуки. А имаме ли ние кадар
Квалификуван за да работи. Паралелно работиме на краток рок на едукација и обука на кадар и негово практично приспособување за потребите на пазарот на трудот и долгорочно преку училиштата. Пред се средните школи. Реформите во Законот за средно образование се токму тоа. Дуалното образование, така познато во Германија, Австрија, Швајцарија и многу други земји. Ние имаме 21,9% невработеност некаде пред неколку месеци ми е тој податок. Знаејќи го целото тоа, а бизнисмените всушност барат квалификувана работна сила. Ја нема во доволен дел. Ние мора да ги мечираме она што го имаме и она што е потреба, за да можеме да му најдеме крајот. Односно, овие луѓе да бидат приспособени за тоа што го бара пазарот. И работиме на тоа. Но мора да има засилена конкуренција на нови инвестиции кои што ќе барат работна сила. И при надпревар на ваква побарувачка ќе платат повисоки плати. Државата тоа ќе го следи постојано и на тој начин, економски, треба да јакне комплетно стандардот со сите паралелни мерки кои што владата преку буџет ги прави и генерално покрај јакнењето на целиот овој стандард да го јакнеме севкупниот живот во Република Македонија. Да биде вреден за живење овде, во Македонија, за да може да чекаме и деца и внуци после нас. Пред малку беше споменато дека себе си и семејството го изложивте на ризик со бомбите. На 27 април, крвавиот четврток, бевте една од главната мета. Сега има многу повици по социјалните мрежи закани по вашиот живот. Вашите безбедносни разузнавачки служби ви даваат информации? Има ли вистина во тие шпекулации дека се спремало атентат на Заев еднаш, два пати, три пати? Или е се тоа шпекулација? Јас сум расчистил со овие работи, кога сум се нафатил во политика. Ме боли, ме кине, секоја закана, секој извик на предавник, секој извик на издајник, на не знам што ме боли. Се што имам мене ми е во Македонија. Се. И јас сум човек кој што сите знаат дека потекнувам од бизнис семејство, кое што има фабрики. Не ме купуваат со 1000, 2, 5, 100, не знам колку илјади евра. Имам дома, фала му на Господ, се дај Боже сите да имат, онака како што има и моето семејство. Во еден ваков амбиент ги засукав ракавите и фала му на Господ што семејството ме разбра за ова. Оти ако си расчистил со себе, не ти е должно си семејството да те разбере. Мене, мојата сопруга, моите деца и моето пошироко семејство, заеви, ме разбраа и ме поддржуваат во целиот овој период. Јас и тие, моето семејство, знаеме ни што поминав. Никој пат нема да зборувам, заради тоа што не треба мојот народ да се плаши. Треба да биде храбар и да чекори напред, нашиот народ. И нема да зборувам. Чувствата се ги оставив дома, кога дојдов да се нафатам да ја водам извршната власт во Република Македонија. И ако ме боли, нека ме боли. Тоа е за мене. Но морам да носам одлуки исправни за државата. Се што имам ми овде. Кој е македонец од мене? Тие што имаат офшор сметки надвор, што имаат компании надвор? Не, се што имам ми е тука. И продолжувам да чекам иднина тука, за мене, за моите деца и за моето семејство. Тоа истото им го посакувам на сите во Македонија. Јас сакам овде моите деца да бидат. Сакам овде внуци да ми донесат. Ама во земја во која што има иднина. Од кај да знам, ако остане вака зачмаена Македонија без перспективи, дали може нема ќе да не биде. посакаат и вашите деца да заминат? Може ќе не биде. Да. Може ќе бидеме добри во реформите. Може стварно ќе го напредиме. Но едно е сигурно, сигурно ќе не биде. Ако бидеме членка на НАТО и членка на Европа, сигурно ќе не биде, заради тоа што сите ги бидел. Колеги еве ми реагираат, има повторно за вас. Има, може ли да бидеме поекспедитивни и по-кратки во прашањата? Прво прашање од Стефан од Скопје. Дали доколку не успее референдумот, ќе си дадете оставка и ќе распишете предвремени избори? Прашање од граѓанин од Велес. Кога имате намера да ги вратите сите квалитетни кадри во администрацијата, посебно одговорните за евроинтеграции, кои ги избрка ДПМН? Еве вака, значи, по основ на второто прашање, секојдневно се распишуваат конкурси во Македонија. Ние не ги штедиме парите за квалитетен кадар и фала Богу, прв пат институциите барат кадар. Не по тефтерчињата на партиите. Ми се лутат моите социјалдемократи и коалициони партнери, очекуваат, но има шанса како и сите граѓани да се јават на конкурс, да покажат своја квалификација и спремност и да терат понатаму.
Тоа е исправниот чекор за Македонија, веројатно и во евроинтеграцијските процеси, голем дел се вратени квалитетни луѓе. Ние сакаме да ги вратиме ако може сите. За жал тие што знаат европски проект да прават, тие бегат од администрацијата, оти за 500 евра не работат во јавната администрација, им дават по 1500 како консултанти на ИПАРДИ, на други програми или слично. Правиме напори како и нив да ги задржиме, а и да ги привлечеме тие што веќе напуштиле. Во вториот дел, јас сум толку сигурен дека ќе успее референдумот во Република Македонија, што одговорот е да, ќе заминам. Ако не успее референдумот во Република Македонија, тоа значи дека едно од најсериозните гаранции за едината на мојата земја јас не сум успеал да ги постигнем, убедувајќи го мнозинството од овој народ. Но толку сум сигурен дека референдумот ќе успее, немам дилема да зборувам и вака афирмативно во овој дел, заради тоа што очекувам сериозни проценти, преку 75, 80%, 85%, согласно тоа колку ни се процентите за НАТО и за Европската Унија. Тоа е логиката. Оти ако некој може би успа додека дојде гласањето на референдумот, ќе понуди некоја алтернатива да изберат граѓаните. Па нека бират. Граѓаните нема што да бират. Граѓаните имат да потврдат дека Македонија ќе стане членка на НАТО и на Европската Унија. Тоа е нашата стратешка цел како држава. Сите стоиме за неа и огромно мнозинство. И луѓето прашуваат, а што се 20%? 5% се само против НАТО. Другите не се изјаснуваат. Дали веќе се размислува како ќе биде дефинирано референдумското прашање? Не, се уште немаме размислувано, но рековме, сигурно ќе биде поврзано и со Европската Унија и со НАТО. Секако и со одлуката за името. Заради тоа што тоа го правиме, заради Европската Унија и НАТО, да и заради пријателство со Грција и конечно да се одважиме да одиме напред. Бидејќи интересот е голем, прашања имаме се уште не поставени, договорот важи дека до петок во студио 1 ги има сите одговори на прашањата. Не до петок, него малку покасно. Еве, може да дадеме и повеќе време, Може меѓутоа да се- прашањата малку во име повеќе на време. транспарентноста ќе бидат одговорени сега, бидејќи имаме подготвено и друг материјал, ќе видиме што вашите соработници мислат за вас. Ова е прилог подготвен од колегите Кристијан Најблиските ваши Варески и соработници. Кристина Атовска. Бидна реконструкцијата на владата, сега слушаме се шегувам, секако. Таа негова искреност, отвореност према луѓето, отвореност према соработниците, према членовите, влеваше доверба од самото запознавање со некој. Така да, ние само ја продолживме заедно со работката во моменти кога тој беше кандидат за председател на Социјалдемократскиот сојуз и тогаш и јас влегов како генерален секретар во тоа раководство, меѓутоа влеговме со полна доверба како луѓе и како тим, заради тоа што таа човечка димензија што има Зоран Заев, ретко која има. Довербата се градеше со текот на годините, заради исправноста на политичките одлуки што ги носевме и секако заради периодот во кој што председателот Заев умееше многу цврсто и решително да застане зад прашања и за доктередени активности на партијата кои што биле, да кажеме, оценувани како храбри потези, а не биле и биле критикувани од наши сопартици кои што не си зеле за храброст и за задача да ги извршуваат и да ги исполнат. Во изминатиот период имаме навистина многу ситуации кои на тест ја става и нашата политичка волја, и нашите убедувања, па и нашиот карактер. И целиот тој период беше период во кој одредени луѓе од структурата на власт се трудеа да ја уништат опозицијата преку уништување на довербата помеѓу првите луѓе. Кога го прегрмивме тој период, тоа беше навистина знак дека можеме меѓусебно да си веруваме и дека навистина ги делиме истите вредности и истите цели за Република Македонија. Јас генерално му верував и од самиот почеток, меѓутоа од ден на ден истата се зголемуваше затоа што во клучни и битни моменти кои што беа исклучително битни и за партијата и за државата, тој покажа исклучителна храброст,
визија, мудрост и пред се карактер. Повеќе се такви моменти, впрочем 2014 година кога се чудеше дека е невозможно режимот да биде поразен, Зоран Заев излезе со нешто со кое што никој буквално ниту го очекуваше, ниту можеше да замисли и се покажа дека е тоа исправно. Сето ова што една група лудаци, како што не нарекува своевремено, од десетина луѓе што го работевме во последните 5 години и сите битки што се извојува, всушност и не можеш да ги работиш ако немаш покрај себе или до себе човек или луѓе во кои што имаш целосно и потполна доверба. Би рекол почетокот на бомбите, вистината за Македонија проектот. Тогаш сватив дека навистина има сериозна намера, сериозна желба и сериозна волја да направи промена во државата, нешто за што сите се боревме, меѓутоа тој истапи со сериозна доза на храброст и без калкулации во тој момент, и тоа беше баш тригерот, верувам не само јас, туку и голем број на граѓани да стекнат целосна доверба. Мислам дека во целиот период и во делот на партиските активности и во делот како премиер премногу е отворен, премногу е насочен кон комуникација со сите граѓани на Република Македонија, и тоа представува сериозен проблем во водењето на владата на една одговорна функција. А од друга страна, која ќе помислите дека граѓаните очекуваат таков тип на политичар кој што е непосреден, комуникативен, кој што директно може да им се обраќа, тоа е можеби нешто што е потребно. Би требало да има некаков баланс. Може би преголемата искреност во комуникацијата и со јавноста, и со партиското членство, и со обичните граѓани го прават подложена критика и го фаќаат за зборче, буквално, заради неговата желба да биде транспарентен, јавен во своите искажувања, и може би она што некој друг не би го толерирал, дава шанса втора и на луѓе кои што мислам дека не заслужуваат втора шанса, дава шанса за коригирање на одредени постапки, за коригирање во работењето, и тоа му дава дополнителна негова доблест во неговиот карактер, и не би можела да кажам дека е замерка, но тоа е нешто што може би во дадени моменти руши углед и на генерални политики на влада или на генерални политики на партијата, но пак ќе кажам, тешко е да му замерите на Зоран Заев со неговиот карактер и неговата отвореност. То најчестата критика која му ја упатувам и јас е дека мора да научи малку и да се штеди. Мислам дека дистанцата во работа е невозможна и дека е лоша. Значи сите ние не можеме да се дистанцираме од тоа што го правиме, затоа што мора до последен момент да бидеме свесни дека тоа што го правиш има последици, позитивни, негативни. И огромна е одговорност. Меѓутоа, трудејќи се да бидеме достапни на сите, може да се случи навистина да здравието и да работата ја платат најголемата цена. Единствено нешто што јас лично му забележувам е што често пати покрај тоа што и приоритетите нормално му земаат време, меѓутоа и многу помалку приоритетни работи знаат да му го оземат вниманието затоа што неговиот карактер е таков. Тој сака да обрне внимание буквално на секого, независно дали станува збор за граѓани, дали станува збор за висок политички функционер или некој представник можеби од Европската заедница. Па не, генерално не, затоа што знам во каква каша влеговме, народски кажано, бевме свесни и ние во моментот кога ја преземавме власта во нашата држава, какви ни се институциите, кој е човечкиот потенцијал, партизираноста нивна. Јас најмногу му забележувам
во делот дека воопшто не одмара. Треба малку да одмара, бидејќи и на партијата, и на државата, и на граѓаните ни треба здрав, жив и со енергија во него. Не, апсолутно, заради тоа што Зоран Заев е истиот Зоран Заев што беше и пред да стане пратеник и пред да стане градоначалник, функциите не го менува во ниту еден поглед, заради тоа што реков, таа негова човечка димензија која што има, доминира на се оцанато. Па сигурно дека го промени. Јас верувам повеќе на личен план, сигурно нема доволно време за своето семејство. Тоа сигурно го има променето. Меѓутоа, од она што го следам години наназад како растеше низ функциите и низ политиката, мислам дека го направи многу позрел, многу порешителен, многу по-храбар во одредени носењето на целокупните одлуки. Она што мислам дека е најважно и различно е дека таа промена не предизвика кај него пораст на суетата која се случила кај многу други политичари, кои што после тоа се свртува против нив. И ден денеска суетата не е негова карактеристика. И знае да истрпи и критика, знае и да чуе и тешки зборови за нас, за себе, и сепак да помине преку нив и да се труди да ја памти крајната цел. Му се менува делокругот на работа, обврските и тајмингот. Меѓутоа, неговиот карактер никогаш. Зоран Заев де факто е Зоран Заев. И тука нема дилема кога тоа. Контактот со луѓето, секојдневниот контакт со луѓето кој што го имаме, што фактички, што виртуелно преку социјални мрежи или преку разговори или пораки, едноставно покажува дека сме останати истите, оне останати истиот човек кој што сака да помага на луѓе. Сметам дека човекот си останат ист и верувам дека и добар дел од останатите функционери, иако за жал не сите, го следат и неговиот пример, да останат присебни, да останат исти. Еви, јас се трудам толку, верувам тој и блиските и граѓаните го знаат да го ценат понатаму, бидејќи без разлика кој на која позиција, не смееме да заборавиме од кај дојдовме. Добро, логично е вашите најблиски соработници за шефот да имаат убави зборови, да го фалат и сигурно тоа дека ви дава дополнителна енергија. Ги карате ли вие некој пат министрите? Имаме тешки состаноци, имаме непријатни состаноци, имаме малку љутиш по неколку дена, ама мора да продолжиме да работиме. Така како јас, така и моите први соработници веројатно учиме и од грешките, се храбриме од успесите, не мотивира перспективноста и иднината и сакаме верно и честно да служиме на нашата земја и на нашите граѓани. Зборувам многу често јас дури и за слабостите. Зборував за одредени слаби работи во владата, сум зборувал и ќе зборувам заради тоа што прво сакам да но не направивте кадровски промени на Следуваат уште промените во директорските делови, не се одлучија заради тоа што тоа го одложивме, проблемот со Грција дојде да се решава во своето финале. Значи во план ви е тоа така, следуваат директорски места за промени и тука ќе има промени. Секако, и нема дилеми во тој дел. Заради незадоволителна еден дел заради неиспорачување на резултати. Еден дел од институциите не испорачуваат резултати. Јас реков, треба да си го постават прашањето што е различно од пред промените и кои се резултатите кои што сега се видливи од претходно. Тие критериуми мораме да ги следиме и тие ќе бидат основот на сериозни одлуки кои што ќе предстојат пред нас. Јас не сум поединец одлучувач, одлучуваме тимски, колективно, повеќе луѓе, но секако така ја носиме и одговорноста. Сум прв меѓу еднаквите кои што пресечува и ќе пресечувам за вакви прашања, заради тоа што не смеат граѓаните да толерираат слаби карики, а со тоа и ние мораме да ги искористиме сите можности и капацитети. Реков, сакам на секој да му давам можност таму кај што го бива, ако некаде не го бивало, ќе дадам шанса на друго место да го бива, но нема да трпам некој да биде како венчан за одредено место ако не испорачува резултати.
Добро, јас имам уште две прашања. Рековте дека околу Европската Унија датумот се е во рацете на Макрон од прилика. Да се надеваме дека тоа добро ќе помине. Денеска малку ме збуни изјавата на генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг. Тој пред некој ден после подпишувањето го поздрави и рече ќе добие покана за членство. Денеска рече покана само ако е успешен референдумот. Добро, ова прашање треба да биде разјаснето за сите. Да. Значи, ние ќе добиеме покана онаква како што ја чекавме во Букуреш 2008 година. Што е во суштина? На 12 очекуваме покана од НАТО, каде што следува процес на скенирање или комплетно проверка и диалог внатре меѓу земјата кандидат за полноправно членство и НАТО алијансата и некаде помеѓу 3 и 5 месеци од 12 јули ќе добиеме покана за сите земји членки да го ратификуваат. Значи, оди двофазно. Така е за сите земји. Тоа не е нешто ново. И веројатно комесарот, односно генералниот секретар на НАТО, господинот Столтенберг, мисли дека ратификацијата ќе почне веднаш после овој период, а до тогаш и референдумот ќе завршува. Кога зборува ако на референдум. Сака да мотивира, веројатно, излезено с граѓаните да го поддржат референдумот и слично. Тоа е сериозен поддржувач на Македонија. Рече дека ќе ја посети уште еднаш Македонија и дека е многу среќен што за време на неговиот мандат и Црна Гора и Македонија ќе бидат членки на НАТО. И добро, еве има уште 10 минути пред мојата колешка Анита Кочишке да почне незината емисија Лица со незиниот гостин. Јас сакам да ви поставам едно прашање кое што не е поврзано ни со името, ни со НАТО, ни со Европска Унија, туку е животно и многу ги потресе лично и мене и граѓаните во Македонија минатата недела несреќата во Велес, кога изгореа 3 деца во пожар. И денеска малку се зачудив од објаснувањето дека на родителите, министерката Царовска, мислам, да, Царовска, рече дека разговарала со социјалниот центар со директорката на социјалниот центар во Велес и дека нив им е познато тоа семејство и дека им понудиле да им плаќаат кирија, тие одбиле, така да живееле без вода и струја. Може ли една социјална држава да дозволи, ако родителите очигледно дека не биле одговорни што дете од 1 година, 2 години и 4 години ги оставале сами и тие оделе, да заработат корка леп, одбиле да им се плаке кирија да се преселат во стан каде што ќе има барем релативно услови за живот на тие деца. Може ли центарот така да постапува, да остави на волјата на родителите? Не ли требало сепак тие да ги згрижат тие деца, а не да се соочиме со ваква трагедија? И да ни биде одговорот, ние им понудивме, тие не ќе. Значи, многу често институциите и порано и сега се обидуваат комплетно да ги извршат своите функции. Овде центрите за социјални работи да понудат социјална грижа на социјално загрозени семејства. Но наидуваме на отпор како институции, повикувајќи се на своите слободни човекови права на избор или слично, и мачиме за вакви случаи. Овој е навистина катастрофален случај. За жал, завршил со губење на детски животи. И тоа не може со ништо да се надокнаде. И мораше да биде поука и за институциите, но и за граѓаните, дека мора да буквално ги почитуваме искрените намери дадени по закон на институциите. Ќе кажам примери. До ден денеска се прават многу напори во државата на социјално загрозени семејства да им се даде дом, кров над глава, сериозна работа, за да може да остварат приходи, само да се откажат од питачење по улиците. Го работиме тоа со сите центри за социјални работи, имаме и други институции овде вклучено. Не. И апсолутно не успеаваме досега. Во еден дел успеаваме, но еден значителен дел не успеаваме во оваа работа. Јас веројатно ваквите примери само ни укажуваат дека институциите мора да бидат поригорозни. Дури кога се работи за сопствено право на одлука, кога институцијата го кажува
тоа што е апсолутно по закон обврска на институцијата, а не случајна е таа обврска, да преземат и други фактори во државата одредени действија, како што е полицијата, одредени истражни органи и сите други, заради тоа што сите сме родители, имаме деца, но апсолутно и општеството води грижа дали родителите водат соодветна грижа за тие деца. Нели знаеме, се одзима децата ако не се води грижа за соодветните деца. Веројатно не се постапило доволно упорно до крај со ова семејство, и можеби и другчие ќе се случувал животот на овие изгубени детски животи. Па ако сме социјална и се стремиме да бидеме социјална држава, не би требало да се остави на волјата на родителите да живеат таму во шума со без струја и вода. И социјалните служби да немаат никаква одговорност и министерката Царовска денеска да објасни дека само прифатиле еден месец само да родителското право исто така е големо право. И тука е таа дебата. Така и обврска, но и тука е таа дебата дали можете да се надметнете и на кој начин врз родителот, која вели јас сум родител на овие деца, јас одлучив така. И сега давате шанса, нели прво разговори, купувате време, нудите, нека влезе еден месец. Во Европа премиере не е така. А одиме кон Европа. Уште една причина повеќе побрзо да станеме членка на Европа. Така. Јас најавив дека колешката Анита Кочишки за неколку минути ќе ја започне нејзината емисија со гостинот, емисија Лица. Да, добро вечер и од овој агол на студиото. Вечерва во Лице имаме секако гостин, соговорник, но првите минути од ова издание ќе ги искористиме секако да го прашаме премиерот неколку прашања кои што не се нато име внатрешна надворешна политика и слично. Имавме прилика да слушнеме дека вашите колеги со партици ве карактеризираа како човек кој што е многу искрен, многу работи, не се штеди. На тоа ви замеруваат. А од оваа позиција овде, од оние човечки животни прашања, прво прашање кое што се наметнува е веројатно она кога ја покажавте сета храброст, објавувајќи ги бомбите. Па моето прашање ќе биде токму во тој контекст, пред да ги објавите и додека ги објавувавте. Дали мислевте на тоа како низ тоа ќе минува вашето семејство? Прво да ја поздравам и вашата емисија. Ви благодарам. Ми е чест што учествувам макар на влезот на самата емисија. Па посебно кога донесовте еден убав човек овде што го знаеме. И тој човек има нешто да ве праша, но затоа потоа повелете. Секако дека мислев на моето семејство и во процесот пред да почнам и додека траја објавувањето на бомбите и до ден денеска. Тоа секој родител веројатно го прави за своите деца, за својот брачен другар и за своето пошироко семејство. И не само што мислам, моето семејство помина тежок период. И нормално е дека се поминува еден тежок период со сите детали низ кои што минува едно семејство, ама моето семејство помина малку повеќе дори од тоа, со тоа што се случуваше и тука ќе застанам. Но секако ми е драго што има разбирање за мене дека морав тоа да го направам. Веројатно и други родители биле исправени пред одлуките на своите деца, сопрузи, сопруги и слично пред носење на одредени одлуки. Јас се обидов во еден момент, ај нека остане ова. Не се спие. Го имате, доказе, не може да спиете. И продолжувате да дебатирате дома, за да ве разберат, да ве подржат, за да може го истуркате процесот. Имавме и своја предпоставка каде води овој процес. После видов дека тоа уште потешко таа предпоставка е, а со мене па и другите им беше тешко, но денеска сум горд родител на моите деца, секако и член на семејството мое. Имаме ли прилика еден ден да слушнеме низ што се минувавте, ако сега се уште останува тоа затворено, нели не го кажувате ни што се сте минувале, ќе имаме ли еден ден прилика да слушнеме ни што сте минувале? Јас веројатно некој ден ќе напишам мемуари, ќе оставам трага ни што се поминало, кога тоа ќе биде доволно далеку од секојдневието за да не влијае кај граѓаните. Да, со одредена историска дистанца, за да остане спомен на времето во кое што сме живееле или бил периодот познат како политичките бомби во Република Македонија. Господинот Димче Мешковски е вечерва мој гостин. имаше желба да ве поздрави и ќе му ја дадеме таа шанса и таа прилика. Јас ќе ве поздравам со World Without Borders. И уште нешто, вие сте прекрасен, позитивен оптимист
Многу сте позитивен, дури и со оние што не ве сакат. Затоа ќе кажам една мисла од Ниче, филозофот, во својата естетика вели: подобро е да сакаш никого, отколку да мразиш. Благодарам многу. Ова се комплименти за мене, не за да возвратам. Веројатно многу како мене, кои што пораснаа со вас, ви се воодушевуваме и ви благодариме се што ја оставивте Нова Македонија во вашиот креативен опус и што продолжувате да учествувате и да го збогатувате секојдневието во Република Македонија. И за тоа верувам дека многу генерации од сите генерации, многу луѓе од сите генерации ќе ви бидат вечно благодарни. Јас пријатно се изненадив кога видов дека влегувате овде на емисија, дека ќе имам шанса да ве видам. Да, од овде за почеток на лица толку ви оставам да се одјавите, па ние продолжуваме. Ви благодарам уште еднаш. Му ветив дека ќе траеме час и половина, бидејќи има обврски, нели? И вие работите 24/7? Не, сабота недела возам мотор понекогаш, ме гледаат граѓаните. Знаат ме со семејството, со супругата, со децата, да ме видат како се шетам. Пусти работни денови може до касното работиме, но не 24 и секако не 7 дена во неделата. Се надевам дека ќе имам уште послободно време да бидам другар, пријател, но секако и родител и сопруг. Така е. Ви благодарам на учеството во емисијата на Еден ТВ и верувам дека ова нема да биде последен пат и да си посакаме среќа и во Европска Унија да добиеме датум за почеток на преговорите и да од НАТО да добиеме покана за членство во Алијансата. Благодарам. Уште еднаш да посакаме на граѓаните извесна македонска иднина, која што секако конечно зависи од граѓаните, да станеме членка на НАТО, да почнеме преговори со Европската Унија и да обезбедиме иднината на нашите деца и на генерациите што доаѓаат после нив, но секако и овие денешните генерации барем малку до крајот на животот да видат нешто поинакво, подобро и проевропско. Премиере, ви благодарам, а вам, почитувани гледачи, следете емисијата на Анета Кочишки со нејзиниот гости.